Јас ќе се пожалам на таа тема. Значи, ние се уште остануваме кадровски недоволно екипирани. Секторот, односно оделението, ние имаме сектор за судир на интереси, две големи надлежности, судир на интереси и следење на имотна состојба во еден сектор. Од причина што тогашната функционална лица во 2019 година, каде што баравме пред се да ни се овозможат документите, основата за вработување, не ни ги одобри тогаш Министерството за јавна администрација, од причина што има ограничување во законите за јавен сектор, законите за вработени во јавен сектор и законите за административни службеници. И ние останавме со ограничена систематизација. Дополнително сега пред Нова година по укажување и на Европската комисија и на извештаите на Греко дека треба оделението, односно сектор за следење на имотна состојба и интереси, да се зајача со 5 извршители за подлабинско следење на имотна состојба и интереси. Повторно имаме пуштено барање до Министерството, се уште немаме повратен одговор. Тоа е во сегмент на измена на систематизацијата. Дополнително и да добиеме измена, никој нас не ни гарантира дека ќе добиеме согласност од финансии да добиеме 5 нови вработувања. Од друга страна, 60 лица, проверка на 60 лица, ние се одлучивме за 60, имајќи го во предвид кадровските капацитети. Инаку во идеални услови ние треба да не речам сите да ги проверуваме. Ако дојде до ситуација да имаме соодветно софтверско решение, автоматски да се поврзани базите на податоци, целосно да се поврзани, самиот софтвер ќе врши проверката. Односно, како што ви кажав, ќе влече податоци дека некое лице во меѓувреме купило стан од катастар, дека купило кола од Министерство за внатрешни работи, основало фирма од Централниот регистар. Ние со тие институции имаме соработка. Делумно сме поврзани со дел од нивните бази на податоци, со ИПА проект кој е активен во тек. Избрани се компании кои што ќе работат на зградбата, се очекува до крајот на 2027 со 5 институции да бидеме целосно поврзани, дополнително банките да ни доставуваат софтверски да ни ги доставуваат податоците. Сега добиваме податоци, но за истите чекаме. Добро, и